Кратки најави за денешниот дневник. Поврзување на конзуларните представништва со невладините организации, локалните самоуправи и бизнис заедницата. Реконструкцијата на плоштадот Крушевска република и катната гаража во фокусот на денешната пресконференција на Општинската организација на СДСМ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова со порака до граѓаните по повод денот на македонскиот стандарден јазик. Трамп најави повторно отварање на Алкатрас за најнасилните криминалци. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот на ТВМ, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени врнежи од дожд и повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 23 степени Целзиусови. Поголем дел од Западна и Централна Европа утре ќе биде под влијание на стабилен антициклон со центар над Британија, што ќе донесе претежно суво и стабилно време. Облачно време со повремени врнежи од дожд ќе се задржи над Скандинавија и делови од Балтичките земји. Врнежи се очекуваат и во делови од Русија и Украина. Балканскиот полуостров утре ќе биде под влијание на циклонален систем со изразена нестабилност, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во попладневните и во вечерните часови услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 26 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло. Во попладневните и во вечерните часови развојна нестабилност и можност за локални врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува умерен југозападен и југоисточен ветер со брзина до 20 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 28 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и грмотевици. Локално со услови за поројни врнежи. Ќе дува умерен југозападен ветер. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 10, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20, односно до 19 степени. Во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас.
На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издање на Дневникот на ТВМ. Во Охрид денес се одржа трибината Конзулски мозаик. Целта на настанот е поврзување на конзулите со невладините организации, локалните самоуправи и бизнис заедницата. Идната година во Охрид ќе бидат поставени информативни табли за конзуларните представништва. Охрид денес домаќин на настанот Конзулски мозаик. Трибината, која што има за цел да ја промовира конзулската професија, се одржува по втор пат во земјава. Лани во Битола како град на конзулите. Денеска во Охрид, кој е втор град во земјава по број на отворени конзуларни представништва. Целта на настанот е поврзување на конзулите со невладините, локалните самоуправи и бизнес заедницата. Идната година во Охрид ќе бидат поставени информативни табли за конзуларните представништва.
Морам да ги најавам и двата проекти кои што се договорени за текот на 2026 година. Со општина Охрид се договоривме да бидат поставени две паметни табли, едната пред општина Охрид, а другата во центарот на градот, каде што преку баркод, ќе можеме да допатуваме веднаш до позициите и местата, локациите каде што се наоѓаат познатите почесни конзулати овде во градот. На самиот, на самата страница ќе бидат напишани нивните имиња и презимиња, ќе бидат напишани и истакнати добар дел од нивните символи кои што ги представуваат нивните земји. Идната година ќе се организира и виртуелен сајам со Република Турција, а воедно ќе се снимаат и репортажи од Охрид и земјава. Вториот настан кој што треба да се случи е со Република Турција и Република Северна Македонија. Сакаме да направиме еден виртуелен саем во кој што освен можностите за вработување и можностите за посета и размена на студентите кои што во се поголем број се и во нашата земја, а и од нашата земја се во Република Турција, и да ја представиме традиционално македонската и турската храна, музика и култура. Тоа се тие два проекти кои што ги најавуваме за 2026, а во моментот работиме на еден проект кој што е поврзан со промоција на туризмот. Сега во месец април потпишавме договор за соработка со една од најпознатите музички продукциски куќи. Таа ни доаѓа од Швајцарија, меѓутоа ги покрива земјите на XU и овде преку исто така снимени репортажи, прилози од страна на локалните самоуправи ќе направиме една убава промоција и надвор од нашата земја. На настанот свој говори одржаа двајцата конзули, Михајло Филев и Абдураим Байрактар. За економска дипломатија зборуваше председателот на Стопанската комора Бранко Азески, а за привлекување странски инвестиции говори имаше Виктор Мизо, генерален директор на Костал. Од реконструкцијата на плоштадот Крушевска република големо ништо. Катна гаража, мисловна именка. Обвинија од Општинската организација на СДСМ на денешната пресконференција. Председателот на Општинската организација на СДСМ, Асен Шајн, на денешната пресконференција се осврна на два од големите ветени проекти на актуелниот градоначалник Кирил Пецаков и на ВМРО ДПМН. Првиот е реконструкцијата на плоштадот Крушевска република. Од реконструкцијата на плоштадот Крушевска република големо ништо. Единствено видливо е дека нема само фонтаната, а просторот е покриен со омилените на сите нас бекатонки, распоредени во некој чуден редослед сватлив само за нивно око, а присутен низ целото градско подрачје. Но со оглед на тоа дека се ближат локалните избори, сигурни сме дека ќе започнат, како и секогаш, со замачкување на очи на граѓаните, пропратени со добро препознатливите сечење ленти и фрлање лопати. Охриѓани, сите ние сме емотивно врзани за овој простор. И токму затоа разочарувањето е големо. Дотолку повеќе што проектот за плоштадот моменталната локална власт го затекна готов со постапка која што беше донесена до конзерваторско одобрение. Вториот проект на кој се осврна председателот на Општинската организација на СДСМ Асен Шајн е катната гаража. Катна гаража. Мисловна именка. Охрид се повеќе и повеќе се гуши во сообраќајен хаос. Најавена беше катна гаража за Ривиера, најавена беше кај СВР Охрид, исто така најавена беше кај градски пазар. Ама досега не сме виделе ниту една. И бидејќи не сме виделе ниту една, повторно сме сигурни дека пред локалните избори ќе слушнеме нови небулози за овој нереализиран проект. Би сакале да запрашаме локалната власт, дали старо новото ветување за изградба на катна гаража има план да го реализираат преку досега ветеното јавно-приватно партнерство или преку аплицирање за унгарскиот кредит, кој ние граѓаните наредните години дебело ќе оплаќаме.
Шајн посочи дека Пецаков како негов најголем успех ја истакнува реконструкцијата на улицата Македонски просветители, проект кој што го затекнал во завршна фаза од претходната власт, како и успехот за раздолжување на сметката на општината, која исто така е затекнал речиси 80% завршена. Председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод одбележувањето на Денот на македонскиот стандарден јазик и 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик упати порака до македонскиот народ. Денеска на овој голем македонски ден, ден на македонскиот стандарден јазик, 5 мај, свечено и достојно го чествуваме големиот јубилеј, 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, кажа председателката Гордана Силјановска-Давкова. Како македонски мисионери имаме семакедонска, национална и човечка должност да го чуваме, негуваме, сакаме, развиваме, проучуваме, промовираме, обновуваме македонскиот јазик. Оти без нас не ќе живее, ниту ние ќе бидеме македонци без него. Ние сме оние што во него се препознаваме, со него се идентификуваме, по него се разликуваме од другите, кажа председателката. Повеќевековниот развој на македонскиот јазик доживеа законска кодификација во 1945 година, чин на кронисување на вековните стремежи на македонците. Да укажам, по кој знае кој пат, дека може да се кодифицира само нешто што постои, не се измислува јазик. Координираното институционално чествување на овој голем јубилеј преку целата година е потврда на јасната определба за поддршка на македонскиот јазик. Потребна ни е национална стратегија и развој и заштита на македонскиот јазик со третман на македонистиката како дејност од врвен национален интерес со интернационално значење, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова. Собрани 400 кг отпад од брегот на Охридското езеро во Струга. Под мотото "Биди екоспортист, придонеси природата да расне", вчера во Струга се спроведоа финалните активности од проектот Зелен кајак 2025 во организација на Кајак Кану клубот Дрим од Струга. За време од 1 час учесниците собраа 400 кг отпад од брегот на Охридското езеро. Во рамки на проектот се одржа еколошка регата со субдаски, кајак и кану, мини обуки за управување со кајак и еколошки работелници. Проектот има за цел да ја зголеми свеста за борба против загадувањето на природата, практикувајќи спортови на вода, велат организаторите. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!